Од утре ќе се утврдува колкави казни ќе плати кафулето Рома за концертот на српскиот пејач Аца Лукас. Од пазарниот инспекторат за Сител велат дека и за двете казни, за поголем број на присутни од предвиденото, но и за пушење цигари во затворен простор ќе се одлучува утре, а казната ќе биде изречена согласно големината на компанијата. Сепак, оттаму не прецизираат колку точно гости имало во кафулето Рома додека настапувал српскиот пејач. Според него пак, концертот бил прекинат половина час пред да заврши. Обвинува дека неговото приведување е политичко бидејќи некој во врвот на македонските власти имал нешто лично против него. Осознање да е ураđено лично, нема везе лично со мном или са људима у мојом најближем окружењу, са моји сарадницima. И овако да нешто кажу потпуно јасно да ако се знали да нешто не е регуларно во наступу, не би требало да се одржи наступ, треба да се доđe пре наступа и да го забране, а не да чекају да скоро буде крај па да онда онако помпезно, онако театрално ја будем као приведен пред 2000 људи и кустур. Вели и дека казна за непријавена работа во Македонија добил само тој, а не и членовите на неговиот бенд. Токму овие прашања ги поставивме во Министерството за внатрешни работи. Кога добиле пријава за концертот и зошто ако е прекршен законот за странци, казнет бил само пејачот, а не и неговите соработници? Одговор до подготовка на прилогот не добивме. Во меѓувреме, опозицијата обвинува дека и полицијата, но и општина Кавадарци знаеле за концертот, а сепак дозволиле тој да се одржи. Бараат итно да се отвори истрага и да бидат санкционирани сите кои дозволиле да се случи настанот. МВР Тошковски и Јанчев мора да одговорат. Зошто воопшто е дозволено настанот да започне и да влезат 700 луѓе кои со тоа се ставени во ризик од нова трагедија? Зошто и покрај тоа што јасно ги прекршиле безбедносните протоколи, организаторите и сопственикот на локалот не се повикани на одговорност? Дали дискотеката ги запазила сите прописи? Дали е регистрирана како ноќен клуб и кабаре? Дали вака не е потенцијал за новокочани? Дали ништо не научија МВР и Тошковски повторно дозволува да се случуваат ризични настани по безбедноста на луѓето како оној во Кочани? Прашуваат од СДСМ. Градоначалникот Јанчев вчера во изјава за Сител кажа дека уште на 14 ноември испратил допис до кафулето дека не ги исполнува условите за да организира ваков настан. Дополнително, непосредно пред самиот концерт, откако увидел дека има голем интерес, испратил известување до надлежните институции дека не се исполнети сите законски услови. Даниел Василев, Сител телевизија.